Поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски си поднесе оставка од функцијата секретар за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на програмата на владата. Рашковски утрово на својот Facebook профил го објави писмото со датум од 12 април, кое го доставил до премиерот Зоран Заев, во кое ја образложува оставката. Кога политиката ќе стане погласна од природните науки, тогаш работната атмосфера станува непогодна за некој кој е научен во се да ја бара логиката. Вистината нека се провери преку институциите, нема зацкривање позади функции. Рашковски во својата неотповиклива оставка пишува и дека повлекувањето е за да го зачува достоинството и интегритетот. За себе си во писмото вели дека како секретар бил еден од главните двигатели, иако според него оваа функција можела да ја извршува и писар. Мојата улога и со оваа функција и со претходната како генерален секретар беше да му дадеме една нова димензија на општествениот живот. Секретар, каков и да е, може да е обичен писар, но може да е еден од главните двигатели. Тоа му го дава законот за влада. Од опозицијската ВМРО-ДПМН денеска реагираат на поднесената неотповиклива оставка на Драги Рашковски. Драги Рашковски има и тоа колку многу причини да одговара, почнувајќи од скандалот Леонардо, преку Сархемс, па до најновиот скандал со набавката на софтверот на МВР, но и за непријавениот имот, џип и хациенда. Овие милионски скандали не се покриваат со оставка, потребна е одговорност и судска разврска. Драги Рашковски беше избран за генерален секретар на владата на Заев во јуни 2017-та, а оставка си даде во октомври 2020 година. Во ноември Рашковски доби нова функција – секретар за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на владина програма. Неговото име периодов се поврзува со низа скандали. Најпрво беше објавено дека додека бил генерален секретар на владата, набавил софтвер за сообраќајни прекршоци од 81.000 евра, за кој случај на 18 март основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција отвори предмет по допрен глас. На 9 април обвинителството изврши претрес во фирмата поврзана со софтверот Инвуока Груп. Потоа, среде пандемија, Рашковски замина на двонеделен одмор во Мексико. А неделава се откри дека вози џип од 78.000 евра кој не е пријавен во анкетниот лист. А потоа излезе веста дека во селото Побожје тој почнува да гради луксузна хазиенда, поради што антикорупцијската комисија вчера најави дека ќе ги испита овие случаи. Доколку утврдиме ние разлика помеѓу имотот што е прикажан и месечните примања што ги има, таков е нашиот закон, тогаш водиме чекор понатаму за испитување на имотот и тогаш нели се вклучуваат и други институции, како што е финансова полиција, они имаат посебни методи за истражување и тоа ќе си го докажуваат. По информацијата дека професорот на правен факултет Драги Рашковски си поднесе оставка од владата, премиерот Зоран Заев за медиумите изјави дека ја прифатил оставката.